Комплетната власт во рацете на само една политичка партија е лошо и за демократијата и за државата. Во моментот многу системи се лошо поставени и водат во тотален ќорсокак. Принципите остануваат исти, се менуваат само властите. Ова меѓу другото во Штип го кажа Солза Грчева на првата средба на која го најави формирањето на нова политичка партија Глас за Македонија, истакнувајќи неопходноста од трета опција на македонската политичка сцена. Силата Глас ќе ја бара во големиот процент на незадоволни граѓани од актуелните политики. Имате 50.000 поништени ливчиња на овие последни избори, еден куп незадоволни луѓе што не излегаа воопшто на гласање и сметам дека постои голем простор во ова големо незадоволство, кога луѓето очекуваат промени од новата номенклатура, видоа рециклажа на истите политики. Пред граѓаните Грчева излегува со заложби за целосна независност на судството, департизација на администрацијата, итен попис на населението, заштита на уставното име и идентитетот, подобрување на образовниот систем, намалување на миграцијата. Во сите области имаме разработено мерки, но идејата е оваа партија да работи поинаку од другите, да својата програма да ја пречисти и исчисти од оздола нагоре. Значи, ставени се некои главни цели и критериуми, меѓутоа ќе дозволиме да секој еснав учествува во градењето на програмата. Консултативните средби за формирање на партија Солза Грчева ги започна од Штип, но основачкото собрание ќе се одржи кога ќе се соберат неопходните 1000 потписи. На самиот ден на основањето Грчева ќе побара фер шанса за рамноправна политичка трка и системски реформи кои нема да ги фаворизираат само големите партии. Истите тие партии си направи еден избирачки законник во кој што го фаворизираат Донтовиот модел, моделот на финансирање, исто така во полза на големите партии, медиумското представување, исклучиво во полза на големите партии. Сметаме дека мора да се овозможи ист простор, ист надпреварувачки простор за сите партии. На основивачкото собрание прво ќе побараме подпис од сите партии да се заложат за една изборна единица и за отворени листи. Сметаме дека дури тогаш ќе имаат граѓаните вистински презенти во собранието. Грчева е оптимист дека наскоро ќе има и основачко собрание, пошто ќе се започне со формирање на партиски ограноци во сите општини.